Нема вакцини за стоматолошките сестри кај приватните стоматолошки амбуланти, особено кај концесионерите кои што немаат договор со фондот. Овие медицински лица велат дека стоматолозите се вакцинирале во првиот круг, а тие извисиле. Револтирано велат дека е апсурдно да се вакцинира стоматологот, а тие да бидат изоставени, бидејќи постојано се со него во истата просторија и се подложни на истиот ризик. Се чувствуваат дискриминирани, бараат нивните газди веднаш да побараат вакцини од државата или тоа само да го направи Министерството за здравство. И сметаме како Унија, како здружение, апелираме до нивните работодавци, до стоматолозите од концесионерството, дека тие треба да ги пријават и тие треба да апелираат во овој втор круг на вакцинација, бидат исто така и стоматолошките сестри кои што сакаат да бидат вакцинирани, да бидат вакцинирани. Негодувањето нивно е затоа што во ниеден момент ние не слушнавме каков е планот со нив. Значи, воопшто не се испланирани. Не е колегијално, не е честно и не е поштено да бидат вакцинирани докторите, а стоматолошките сестри да останат невакцинирани. Од Сдруженијето на медицински сестри за нас велат дека со вакцинацијата испливале на површина и другите проблеми, со кои се соочуваат дел од овие стоматолошки сестри. Луѓето немаат никаков договор врз основа на кој што се ангажирани на работа во тие приватни ординации. Знаете како, никако не се заштитени по ниеден основ. Никому не му е гајле. Тие луѓе одат на одмор, не одат на одмор. Имат право на одмор, немат право на одмор. Боледување имат, немат. Како се платени, што се платени. Никој не им ставил рамка колку зимаат лични доходи, колку треба да зимаат. Едноставно работат 3 во 1, сеси, болничари, хигиеничари, медицински сестри. Освен со стоматолошките, проблем денове се јавил и ки другите сестри, бидејќи дел од нив се распределиле во модуларните болници, а не биле вакцинирани во првиот круг. Не останаа медицински сестри кои што не се вакцинирани, бидејќи беа во вториот или во третиот ешалон, така да се изразам, не во црвените зони, значи во преодните зони. И сега ние од нив внесуваме во ковид центрите и треба многу да се размислува, не можеме да ги внесуваме невакцинирани во ковид центрите. Од Сдруженијето за нас очекуваат најден одговор од надлежните за овие проблеми.